председателе, почитувани, денес зборуваме за предлог законот за изменување и дополнување на законот на додадена вредност по скратена постапка. Даночните реформи кои ги спроведува владата среде економска и енергетска криза, наместо да наполнат државната каса, може да стимулираат сивата економија. Експертите најавуваат дека најавените даночни реформи само ќе значат нови даночни оптоварувања и за граѓаните и за фирмите, а не се мерки за справување со сивата економија, како што тоа го презентира владата. До сега не е презентиран јасен документ кој ги презентира факторите кои влијат на ситуацијата и пред се детален план како би се потрошиле тие народни пари кои што со покачувањето на данокот ќе се слеат во буџетот. Може да се очекува дека дополнително би се намалила довербата на даночните обврзници во институциите, што би довело до контраефект и зголемување на сивата економија. Во 2020 година 250 милиони евра завршиле како пари под рака или 23,2% од бруто домашниот производ ја јаде сивата економија. Експертите посочуваат дека моментално фокусот треба да се стави на справување со сивата економија, а не на нови оптоварувања на граѓаните. Затоа што сивата економија оди рака под рака со корупцијата и тие секогаш паралелно се одвиваат. Податоците покажуваат дека наплатата на даноците кај нас, како процент од бруто домашниот производ, е под процентот кај земјите во регионот и далеку е под просекот на земјите во Европската унија и развиените земји. Јазот помеѓу учеството на приходите од даноци и придонеси во бруто домашниот производ во Република Македонија во 2020 година изнесувал 13,9% помалку, а во однос на 2008 година, кога бил 10,7%, тој се продлабочува. И во однос на земјите од Западен Балкан, анализирајќи ги само даночните приходи, без социјалните придонеси, имаме убедливо најниско учество на даночните приходи во бруто домашниот производ. Воведувањето на неформалниот сектор во формалната економија е од клучно значење за зголемување на даночната база и со тоа на платата на давачките, без при тоа да се воведуваат нови даноци и да се покачуваат постојните. Тоа е првиот постулат во постигнување на праведност во даночниот систем. Секој даночен обврзник ќе плати ист данок за иста даночна основа без исклучок и нема никакво оправдување за неплаќање на данок, освен истиот да се плати. Стапката на инфлација, највисока во последните 2 децении во земјата, почна да се забавува отколку во октомври 2020 година го достигна врвот од 20%. Prosечната стапка на инфлација во земјата е во 2022 година е 14,2%, а цената на храната и енергијата придонесла со повеќе од 75% во вкупното зголемување на инфлацијата. Според Државниот завод за статистика, индексот на трошоците за живот во август во 2023 година во однос на август минатата година забележи зголемување од 8,3%, а индексот на цените на мало зголемување од 5,6%. Порастот на индексот на трошоци на живот во август во 2023 во споредба со претходниот месец е забележено кај разладното овошје за 7,8, кај разладниот зеленчук, освен компирите и другите производи за 7%, сирењето, урдата, млекото, понатаму за услуги за поправка на живеалишта, горивото за превозни средства е зголемено за 6,7% и така натаму. Со покачувањето на цените се намалува куповната моќ на граѓаните. Што не се случува? Пензионерите протестираат за покачување на пензиите,
за да можат да преживеат од 1 до 1 во месецот. Најавуваат генерален штрајк на 20 септември во Скопје, а најавуваат штрајк и здравствените работници бараат покачување на платите. Скандали го тресат здравството, крозоморниот скандал на клиника на онкологија, граѓаните бараат одговорност и од инволвираните и институциите. Во вакви услови, власта во собрание носи пакет закони, така наречена даночна реформа со европско знаменце. Власта бара начин како да го полнат буџетот, кој потоа безмилосно ќе го црпат за лично богатење и криминал. За 7 години оваа влада потрошила околу 30 милиарди евра. Се предлага закон за изменување и дополнување на законот за данок на додадена вредност. По скратена постапка се предвидува дуплирање на ДДВ за околу 1500 прехранбени продукти. Се вели дека дуплирањето на ДДВ не било за основните прехранбени продукти, а листата за тоа кои се тие основни прехранбени продукти власта уште ја нема доставено, а воглавно владата одлучува кои производи се на листата на основни прехранбени продукти. Владата не убедува дека дуплирањето на ДДВ ќе било за производите што биле луксус за граѓаните. Одговорна власт треба да нуди помош за граѓаните, да ги субвенционира основните потреби на граѓаните и да намалува даноци, а не да ги изголемува. Одговорна власт се грижи за своите граѓани, како тоа што го прават во соседна Србија, каде што се пониски цените на основните производи и прехранбените производи во маркетите. Ќе се обезбеди 20.000 еднократна помош за сите пензионери во Србија, пониски цени за храна за бебиња и пелени, млеко, јогурт, сирење, компир, пилишко месо, кафе и чоколадо. Во Романија, просечната цена на основната храна, опфатена со освоената владена регулатива за ограничување на трговските маржи, паднала до 49% во големите синџери на продавници во август 2023 година, во споредба со 2023 година. Падната е маржата и на зеленчукот и на овошјето. Цената на сирењето пониска за 16,3%, на јогуртот 10,5%, млекото 6,2%, а во август ќе бидат намалени во Романија и брашното, лебот, путерот, маслото, јајцата, шеќерот. Со предлог законот за ДДВ, кај нас струјата се зголемува од 5% на 18% и директно се удира по джебот на граѓаните. Власта тврди дека ова зголемување граѓаните немале да го почувствуваат кој знае како со воведувањето на ефтината тарифа на струјата, во кој период поголем дел од граѓаните се на работа. Даночната стапка за прометот и увозот на пелети, печки и котли на пелети од повластена даночна стапка од 5% на редовна стапка од 18%. Благодарење на притисокот на стопанството, ние како одговорна партија поднесовме амандман кој што беше одбиен за да останат печките на пелети, котлите на пелети и пелетите на 5%, меѓутоа власта потоа си поднесе амандман и со комисијски амандман остана оваа повластена стапка од 5% и на крајот на денот воопшто не е битно кој го поднел амандманот, битно е од сето тоа да имаат бенефит граѓаните. Поднесовме амандман за ДДВ на 5% за ветеринарните услуги, кој што беше на директно барање од Сдруженијето на ветеринари, се со цел да можат сточарите да ги користат услугите од ветеринарите за говедата, свињите. Овој амандман тоа е единствениот амандман кој што го прифати владата, а поднесен од нас. Ова сега се случува во време на африканска свинска чума, која што се ги зафаќа свињите и се шири со епидемична брзина и има шанса да бидат уништени вкупно 30.000 свињи и тоа ќе биде голема штета во милионски суми. Со зголемување на ДДВ, граѓаните, власта ги тоне во сиромастија, тоа што можеше да се купи со 1000 денари минатиот месец, сега не може, а од парите во буџетот, кој сака власта да го полни, ќе се купуваат трговски центри,
од нивните блиски, ќе се склучуваат тендери во 4 очи, се случи договорот од 26 милиони долари за софтверски лиценци. Ви заврши времето. Ама ви заврши времето, не оди Војтар, ви заврши времето. Не, тоа оди во минус сте. Во минус.